Илјадници луѓе се собраа во повеќе градови на Соединетите држави против расизмот и насилните демонстранции на екстремните десничарски групи во Шарлотсвил, Вирџинија. До ова дојде откако американскиот председател Доналд Трамп ги обвини двете страни за насилството во Шарлотсвил, во која загина една 32 годишна жена, а 20 други беа ранети. Насилствата беа предизвикани по протестите на повеќе групи од екстремната десница, меѓу нив и расистичката Ку Клукс Клан, како и неонацистите. Изјавата на Трамп веднаш беше критикувана од демократите, но и од неговите републиканци. Американскиот подпредседател Майк Пенс на пресконференција во Сантијаго за време на посетата на Чиле директно не одговори на прашањето за неговото мислење во врска со контроверзните оценки на Трамп за насилствата во Шарлотсвил. And we're also praying that in America that we will not allow the few to divide the many. The strength of the United States of America is always strongest, as the President has said so eloquently, when we are united. Државниот секретар Рекс Тилерсон по средбата со шефицата на канадската дипломатија Кристија Фриланд во Вашингтон рече: Американскиот јавен обвинител Джеф Сешонс пак, осврнувајќи се на настаните во Шарлотсвил, оцени: And in no way can we accept or apologize for racism, bigotry, hatred, violence, and those kind of things that too often arise in our country. Критики за изјавата на председателот Доналд Трамп дека и белите националисти и демонстрантите кои се против нив се виновни за насилството во Шарлотсвил дојдоа и од повеќе меѓународни организации за човекови права, како и од официјални представници на клучните американски сојузници Британија и Германија.